И покрај итноста на потребата за решавање на ќорсакакот со федералниот буџет, Сенатот и Представничкиот дом не направија ништо за враќање на средствата за околу 20% од засегнатите владини органи. Соединетите држави од 22 декември се наоѓаат во период на делумна парализа на работата на сојузните органи. Това дојде по неуспешниот обид за компромис меѓу Конгресот и Белата куќа за буџетот и за финансирањето на зидот на границата со Мексико. Американскиот председател Доналд Трамп инсистира од средствата собрани од даночните обврзници да бидат издвоени 5 милиарди долари за зидот. На ова се противат демократите и некои републиканци во Конгресот. Трамп за време на ненадејната посета на Ирак во средата ги интензивира неговите повици во врска со зидот. Но и демократите се подготвени да чекаат по новата година, односно до 3 јануари, кога ќе добијат контролата врз Представничкиот дом по успехот на среднорочните избори во ноември. Како и да е, до изнаоѓање решение сите засегнати владини работници не можат ништо да прават, освен да чекаат. Станува збор за околу 800.000 вработени во сојузните агенции, вклучувајќи го и Оделот за домашна безбедност и Министерството за правда. Некои вработени за кои се смета дека се важни, остануваат на работа, но нема да бидат платени по декември се до завршувањето на делумното затворање на владата. Најновата анкета на Reuters покажува дека мнозинството американци, 47%, сметаат дека Трамп е одговорен за делумното затворање на владата, додека 33% ги обвинуваат демократите во Конгресот.